Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание ќе гледате. Него го извадија на балкон, мене ме прашувава, ама како ништо да не било. Не, ништо не ти е. Цитирам. Институциите признаваат дека COVID-19 кризата го зголеми семејното насилство, но велат одговориле соодветно. Како директор на оваа установа, до мене не дошла ни една жена да се пожали на вакво нешто. Нова група членови на ВМРО ДПМН искажува незадоволство од стратешката ориентација на партијата. Ако се сака да се има партиски активизам, тој понекогаш може да биде ограничен визави државниот активизам. Соработниците на Мицкоски сметаат дека се е во ред. ИПП во Европската народна партија имаме одлични релации, имаме одлични односи, имаме прекрасна соработка и поддршка. Светска банка отвори истрага за манипулирање на податоците во Doing Business. Се проверуваат последните 5 години, што ги вклучува и златните времиња на земјава. 10-тото место во светот, што го објави пред малку Светската банка на нејзината листа Doing Business, е одлична вест за Македонија. Кинеските кредити за автопатите со клаузулата за препорачани изведувачи ја водат земјава во судир со ЕУ. Значи, тука недостасува комплетна транспарентност во процесот. Ова е само најава. Со сториите се враќаме за кратко. Сопругот ја нападнал за време на полициски час, а полицајците кои дошле по пријавата не го привеле насилникот, туку по извршен разговор со него го оставиле дома со жртвата. Ова е сведоштво на само една од многу жени кои претрпеле семејно насилство за време на ковид кризата. Надлежните институции тврдат дека одговориле соодветно на секој случај, но дел од жртвите и невладиниот сектор сведочат дека не е така. Ирена Каревска. Почна прво со боксови и шлаканици по лицето, со цигари, газење. Бе врзувана левата нога и десната рака позади грб. Тепара и малтретирана до смрт. Карантинот и полициските часови им паднаа тешко на многу граѓани, но меѓу оние што страдаа најмногу се жртвите на семејното насилство. Него го извадија на балкон, мене ме прашувава, ама како ништо да не било. Не, ништо не ти е. Цитирам. Институциите признаваат дека COVID-19 кризата го зголеми семејното насилство, но велат одговориле соодветно. Полицијата постапува според законите. Треба да направат разлика што е вербална расправија, нетрпеливост, а што е семејно насилство. Зошто тогаш жртвите бараат помош и кај невладините организации? Жртвите кои што доаѓаат кај нас, многу често ни кажуваат дека исто така не се окуражени од страна на центрите за социјална работа да продолжат постапката. Во очекување на новиот коронабран, кои се лекциите за спречување и справување со семејното насилство од првиот? Ако имаше Нобелова награда за издржливост, сигурно ќе ми ја доделеа мене, но не се гордеам со тоа. Вака на кратко ја опишува својата голгота, пензионерка од Македонија, раскажувајќи за децениската семејна тортура. Бев заклучена во гаража на минус 5-6, не знам, снег, ладно. Секој ден ме втепан и малтретиран. Децата ми викава, мамо, зошто го трпиш? Не одговара, па сестра ме само од себе, знам дека сум јас виновникот. Што јас не решавам храброст да го пријавам уште еднаш и да се тргнам од тој човек. По бројни кривични пријави, затворски и условни казни, вели сопругот се уште ја следи како сенка. Последниот инцидент бил за време на полицискиот час.
Овој пат помош барал нејзиниот син. Во раните утрински часови на улица чекал да најде полициска патрола. Него го извадија на балкон. Мене ме прашувава, ама како ништо да не било. Де ништо не ти е. Цитирам. Де голема работа. Па сега се знае сега. Кај се дело маж и жена 24/7 да бидат дома. Во присуство на сопругот дала согласност за уште една кривична пријава, а за тоа треба процедура. Ми рекла да одам за бајлето, тоа беше веќе 5 сат за бајле. Да одам во болница за да извадам лекарско. И си отидоа. Мислев дека ќе го соберат како минатиот пат, го оставија тука. Замислите што се он можеш да направи тука и на мене и на детето. Според Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, полицијата е должна да процени колкав е ризикот жртвата да остане под ист покрив со оној кој што го пријавила за насилството. Заедно со тим социјални работници треба да и понудат за солниште, правна и здравствена заштита. Ненавремената или погрешна реакција може да има фатални последици. А дека неретко се случува семејното насилство да заврши со убиство, сведочат од Хелсиншкиот комитет, невладина организација која им помага на жртвите на семејно насилство. Кај нас, иако сме мала држава, има исклучително висок број на фемициди и во речиси сите случаи ние сме утврдиле дека насилството пред да се случи настапи смртта, односно убиството, предходеле пријавување од страна на жртвата, но не биле преземени соодветните мерки за да жртвата се заштити. Многу е свеж случајот пред некое време мислам дека во Гостиварско село беше, каде една млада жена беше убиена со секира од страна на нејзиниот сопруг. Дури во тој случај, од информациите кои што ние ги имаме, утврдивме дека и тој случај имало пријавувано и во тој случај инциденти, односно насилство врз жената. Значи, повторно не се проценило дека може да дојде до смртни последици. Тоа значи дека постои аномалија во системот. Аномалијата за која говорат од Хелсиншкиот комитет може да се види од статистиката што 360 степени ја обезбеди од Министерството за внатрешни работи. Во вториот квартал од годинава, април-јуни, период во кој имаше најмногу денови со полициски часови, полицијата регистрирала рекорден број на така наречени поплаки, 985, што е за 34% повеќе од истиот период лани и дури 50% повеќе, споредено со преклани. Но, апсурдно, бројот на кривични дела поврзани со семејно насилство се намалил, споредено со истиот период во изминатите 2 години. Бидејќи кривична пријава може да поднесе полицијата кога ќе проценат дека жртвата има потешки телесни повреди или самата жртва кога повредите не се доволно тешки, може само да се предпостави или дека карантинските поплаки биле за караници или дека од страф и безизлез жртвите не поднесувале кривични пријави. Од МВР тврдат дека никој не бил оставен на цедило и дека мерките зависат од тежината на повредите кај жртвата. Секој случај е различен имаме од случај до случај. Според тоа каква е тежината, нели, доколку имаме видливи телесни повреди, тогаш се постапува, нели, како пријава. Доколку е вербално насилство, тогаш одиме како поплака. Доколку полицајците постапиле спротивно на законот, Ангеловски вели дека имаат постапки за жалби. Полицијата постапува според законите. Доколку некој има било какво спротивно тврдење, доколку некој има поплака за постапување на полицијскиот службеник, ние имаме оддел за внатрешна контрола, каде што треба да се пријави тој случај, и доколку полицијскиот службеник постапил спротивно на законите и правилата, тоа што ќе биде соодветно санкциониран. Но повторно ќе ви кажам, ние во последниве години многу вложуваме во обука и тренинг фактички на полицијските службеници пред се околу постапувањата во врска со овие кривични дела. Во одлуката и правната битка дали кривично да се пријави насилникот и како, десна рака на жртвите треба да им биде центарот за социјална работа. Глупост, извинете, глупост. Тоа е папирологија. Тоа ги прашав социјално. Вие само ме викате.
Зашто не ми помогнете? Они кажуваат само тој прифатен центар. Што тој прифатен центар? Значи, треба у моментот да ти понудат било каква работа. Значи, не барам милостиња да ми даде. Но поплаки дека центарот е тромав во постапувањето, не стигнале до надлежните. Јас не знам, еве како директор на оваа установа, до мене не дошла ни една жена да се пожали на вакво нешто, затоа што странките, кога се незадоволни, нели бараат прием кај директорот, меѓутоа ни една жртва на семејно насилство не дошла да ги каже овие проблеми. Значи, повторно ќе кажам, повици има најмногу ноќе за семејно насилство, повици има за викенд, на сите повици е одговорено, таму каде што треба е веднаш излезено и постапено и пружена е соодветната заштита од наша страна и од страна на МВР. За Станоевиќ, проблем не е неажурност на системот, туку оние што толерираат насилство. До тие смртни случаеви често доаѓа поради тоа што жртвите се многу колебливи. Ке покренат постапка пред надлежен центар, па кога ќе се видат неколку пати со сопругот, еве конкретно, кога тој ќе напише изјава или ќе вети дека нема да го повтори насилството, тие се враќаат во средината и повторно се случува насилство, а се случуваат и убиства. Значи, треба да ги охрабриме жртвите, постапките да ги тераат до крај. Но фактот што многу жртви бараат помош од невладиниот сектор наместо во институциите, говори за нешто друго. Жртвите кои што доаѓаат кај нас, многу често ни кажуваат дека исто така не се окуражени од страна на центрите за социјална работа да продолжат постапката. Се наоѓаат као други форми, се предлагаат други форми, па сега ќе да седнеш да разговараш, да се обидеш да ја надминеш таа состојба во твоето семејство. Излегува на крајот дека жената е таа која што е заслужна за мирот и хармонијата во семејството. На неколку стотини страници, со еден куп тужби и лекарски потврди од разни телесни повреди, испишана е и друга животна приказна. Над 20 годишна битка, за жал. Наследство, учени, рекет, понишувања, малтретирања. Судска разрешница имало само за 2 од кривичните пријави. Еднаш поранешниот сопруг добил ослободителна пресуда, вториот пат е осуден условно. Борбата е долгорочна, тоа е всушност еден непрекинат круг, лавиринт, бесконечен. Во обид да најде заштита, избегала во странство, но во отсуство е осудена за одземање на малолетник и завршува во затвор. За брзо време излегува на слобода, но последиците од долгогодишната тортура се несогледливи, особено врз нејзиното дете. Детето има симптоми кои се очигледно поврзани со стресот и тековните стравови, како меѓу другото кошмари и лош сон. Тој се уште муча во кревет, што инаку обично завршува кај деца со многу помала возраст. Уште еден чест знак на претходно лоши искуства со сведочење на насилство во домот и дека тој има проблем со регулирање на своето расположение со големи експлозивни испади како последица на ова. Во ова тој може да стане насилен и тешко може да му се помогне во тоа. Семејното насилство не е запишано како посебно дело во кривичниот законник, туку е впишано во дела како нанесување телесни повреди, присилба, убиство и загрозување на сигурноста. А колку се казнува, говори статистиката. Од 374 правосилни предмети на подрачјето на Скопје во последните 5 години, само во 68 има казна затвор за насилникот. Во 188 случаи тој е условно осуден. 46 постапки се запрени, а другите завршиле со глоба, задолжително советување и друго. Правдина што доцни веќе не е правдина, жал ми е за тие што грешат, за тие што се огрешиле, што донале погрешни одлуки против мене. Тие се за жалење. Оние што се охрабриле да водат постапка, не се откажуваат од битката, бидејќи велат, ништо не може да биде полошо од она што веќе го доживеале. Мајки, сестри, жени, не трпате. Излезете, пријавете и да не ви помогнат институциите.
ќе најдете мир. Јас најдов мир, не комплет, се додека не излезе правдата, секој да си го добие за откаженото. Во постизборните превирања во ВМРО ДПМН се чини дека покрај иницијативниот одбор за организирање вонреден конгрес се диференцира уште една група која не се согласува со стратешката ориентација на партијата. Станува збор за видни членови кои засега избираат да бидат внимателни во пренесувањето јавни пораки. Од иницијативниот одбор пак продолжуваат согласни негодување и велат дека и покрај се до крајот на годинава ќе има вонреден конгрес на кој ќе му биде изгласана недоверба на лидерот. Крајна Николовска-Ризвановиќ за случувањата во опозицијската партија. Пред една седмица Христијан Мицкоски самиот предложил да се свика вонреден конгрес на ВМРО ДПМН, на кој тој не би се кандидирал за лидер. Централниот комитет го одбил. А со тоа ми даде пол легитимитет да продолжам со раководењето на ВМРО ДПМН. Дали Мицкоски ги претрка оние што бараат негова одговорност и си купи 6-месечен мир на лидерското место согласно статутот? Од иницијативниот одбор за вонреден конгрес сметаат дека одлуката на Централниот комитет е нелегитимна, затоа што членовите на ЦК се со истечен мандат. И убеден сум дека до крајот на оваа година ќе имаме вонреден конгрес на кој што ќе му биде на Христијан Мицкоски изгласана недоверба. Во меѓувреме се појавуваат нови гласови во партијата што бараат смена на раководството. Кој е Христијан Мицкоски да му се дадат 5 шанси? Еве ќе му даеме и пета шанса. И повторно ќе изгуби. После што правим? Како ќе завршат превирањата во опозицијската партија по поразот на парламентарните избори? Универзитетски професори, амбасадори, пратеници, поранешни и актуелни. Заедничко за сите е што се членови на ВМРО ДПМН. На дебата на тема постизборни процеси и ЕУ перспективи, во Штип се согласија дека интеграцијата на државата во Европската Унија е прашање за кое треба да има национален консензус. Пораката во име на учесниците ја испрати поранешниот премиер на техничката влада Емил Димитриев, во чие обраќање можеше да се препознаат и сугестии до раководството на ВМРО ДПМН. Ако се сака да се има партиски активизам, тој понекогаш може да биде ограничен визави државниот активизам, затоа што партиите често едно од првите нешта од кои поаѓаат е рейтингот во даден момент. Човек кој што размислува подалеку, ако сака да направи нешто за државата, тоа само по себе ќе го инкорпорира и партискиот интерес. Затоа поентата на моето обраќање е дека без разлика на не докрај дефинираниот и изграден политички плурализам, силната поларизација во општеството, за да ги решаваме државните интереси, ние мора да имаме минимум консензус помеѓу клучните политички фактори. Пораката дека европските перспективи на државата не треба да бидат тема за меѓупартиски превирања во период кога ВМРО ДПМН организира протести за Гоце Делчев, беше испратена втор пат во период од неколку дена од сличен настан. На дебата на истата тема, која претходно се одржа во Скопје и која исто како и Штипската беше во организација на Центарот за европски студии Вилфрид Мартенс и фондацијата Конрад Аденауер, сличен апел до партијата испрати висок представник на Европската народна партија. To assist and support in the Europeanization of the entire country. And I think this panel, this cathedra, is doing exactly this. This is why we are here. And I can tell you that you have in this endeavor, the EPP family support. Оценката од Брисел директно ја слушна групата експерти, како што ги нарече Фолер, кој побара од нив да помогнат со своето искуство за да има добра проевропска опозиција. Дел од нив се согласија со ставовите на сестринската ЕПП дека опозицијата треба да преземе половина од товарот за прашањата од државен интерес. Поларизацијата е на теми кои што не се од национален консензус. И тоа е една лекција која што ние во Македонија насушно ни е потребно да ја научиме. Нема да се согласуваме некојаш за мерки што се поврзани со животната средина, со даночната политика. Но тоа што е национален консензус и стратегија која што треба да ја постигнеме во заеднички интерес на сите наши граѓани, не смее да биде тема на политички конфликт.
На дебатите во Скопје и во Штип не се слушнаа директни пораки за промени во врвот на ВМРО-ДПМН, иако индиректно можеше да се прочита несогласување со стратешката ориентација на партијата под актуелното раководство. Друга група членови на ВМРО-ДПМН, организирани во иницијативен одбор за свикување вонреден конгрес, обвинуваат дека партијата ниту се европеизира, ниту ги подобрува односите со меѓународната заедница како дел од целите заради кои Мицкоски бил избран на Валандовскиот конгрес во 2017-та. Го обвинуваат дека не успел ниту да ги подобри коалициските капацитети, ниту да ја обедини партијата. Партијата се повеќе се затвара, наместо да се отвори кон членството и да сериозно да седне и да се разговара во кој правец оди партијата. Дали ќе се движиме кон подобрување на односите со нашите сестрински партии од Европската народна партија или изближување кон источниот блок, бидејќи навистина таа дилема во ВМРО-ДПМН постои. Ако имаме членови кои се и за движење и во тој правец, но раководството не дава јасна насока во кој правец се движи партијата и тоа мора многу брзо да се одреди. И верувам дека една од главните задачи на новото раководство на партијата ќе биде токму тоа. Стамов, кој е поранешен градоначалник на Дојран и портпарол на МВР, додека министри беа Антонио Милошовски и Никола Поповски, вели дека иницијативниот одбор не е поколебан од последниот потек на Мицкоски, кога тој побарал вонреден конгрес, а Централниот комитет го одбил. Продолжуваат со контакти со делегатите, затоа што одлуките на ЦК ги сметаат за нелегитимни. Христијан Мицкоски нема легитимитет, ниту кредибилитет да носи таква одлука. Односно, единствена легитимна одлука кој тој може да ја донесе е да поднесе оставка и со тоа ќе причини, односно ќе ја искористи одредбата за свикување на вонреден конгрес. 2 дена по состанокот на Централниот комитет, кога беше одбиен предлогот на лидерот за вонреден конгрес, ВМРО-ДПМН е одржан нов протест 5 тип по изборите. Дел од присутните граѓани ги прашавме што мислат за Мицкоски и дали тој може да ја донесе партијата до победа на следните избори. Тој е сега ставен како едно бесно куќе и само акцентот да метат на него, тој е лошиот, а сите други куќи наоколу кварат, јадат, а кабаато се метка на него. Ја мислам како Мицкоски да има уште 2-3, ќе биде многу по него сега што е. Јас мислам дека тој е сега многу млад лидер, тој е веќе 3 години во партија и ние не можеме да очекуваме дека одеднашка треба човекот да блесне, него треба народот да блесне. Треба народот да се освести. Кај води да воме се знае за тоа изгласан. Пратениците и партиските функционери, кои заедно со лидерот го предводеа маршот за правда до кривичниот суд, сметаат дека нема потреба од вонреден конгрес ниту од оставка на Мицкоски, затоа што според нив партијата успеала да ја задржи поддршката од меѓународната заедница. Сите наши стратешки партнери во ИПП, во Европската народна партија имаме одлични релации, имаме одлични односи, имаме прекрасна соработка и поддршка на ВМРО-ДПМН и на актуелното раководство. Дефинитивно, да, како можете да забележите, тука има многу знамења на Европската унија, што искрено ме радува и пораката и на претходниот протест, иако беше за наш деец, за човек кој што е практично суштината на Македонија, сепак пораката беше за Гоце Делчев и за европските вредности. Како и во претходните настапи, Мицкоски не ги поштеди од критика со партијците кои бараат негова оставка. А оние за кои Заев велеше дека се криминалци, денеска гледаме дека се најблиску до него. Целта е едноставна. Двете мафии, онаа на Заев и онаа која му се покори да му служи, сакаат да имаат две партии. Пред ВМРО-ДПМН се бурни есен и зима. Две групи, една засега зацкриено, друга јавно, покажуваат незадоволство од начинот на кој се управува партијата. 360 степени. Има сознание дека со слични ставови е уште една група партиски членови од Охридско-Кичевскиот регион, предводена од виден лекар, поранешен функционер. За сега нема информации дали групата ќе делува самостојно или ќе се приклучи кон некоја од веќе идентификуваните иницијативи. Светска банка отвори истрага за наводите за манипулирање на податоците во годишните извештаи за Doing Business.
Рангирањето на државите вообичаено се објавува секоја година во октомври, но овој пат нема да биде така. Светска банка реши да го паузира проектот додека не заврши ревизијата која ќе ги проверува извештаите 5 години наназад. Тој временски период ги опфаќа и годините во кои Македонија беше прилично високо рангирана, што беше дочекувано со резерви кај дел од стручната и општата јавност, а тогашната власт масовно го користеше во пропагандни цели. Владимир Мирчевски. Постојат многу малку работи во светот во кој што Македонија е на 10-то место или ако сакате во топ 10, во најдобрите 10 во светот. Едно од тие од денеска и официјално, според не било кој, туку според Светската банка, е Република Македонија во делот на најдобри бизнис клими, најдобра бизнис клима. Извештајот Doing Business на Светска банка беше еден од главните елементи во пропагандните кампањи на владите на Никола Груевски кон домашната јавност во обидите да се придобијат гласови за изборите, но и кон странската во обидите да се привлечат странски инвестиции. The number one destination for doing business in Southeast Europe. И не само на владите на Груевски, туку на владите во многу други држави кои 17 години колку што трае историјата на Doing Business го користеа извештајот за да ги покажат компаративните предности за водење бизнис во нивните во однос на други земји. Така беше се до пред неколку недели кога Светска банка, која стои за Doing Business, обелодени дека во октомври годинава нема да го објави редовниот извештај. Doing Business оди на пауза. Колкава, засега не се знае. Причината, како што објаснуваат од Светска банка, се бројните пријавени нерегуларности за промената на податоците за извештаите за 2018 и 2020 година, објавени во 2017 и 2019. Промените во податоците беа неконзистентни со методологијата на Doing Business, пишува во соопштението на Светска банка. Што значи тоа? Дека не се почитувала методологијата пропишана од Светска банка за рангирање на државите во Doing Business извештаите. Од банката објаснуваа дека интегритетот и непристрасноста на податоците и анализите што ги објавува се од клучно значење и затоа, освен што ќе паузира со објавување на извештајот, ќе спроведе систематска ревизија и проценка за извештаите во последните 5 години. Doing Business и пред оваа одлука на Светска банка беше сметан за во најмала рака проблематичен извештај, зашто се темелеше на индикатори за правната рамка за водење бизнис, она што е дефинирано во законите и другите прописи на хартија, а немаше начин да се измери дали тоа се применува и во пракса. Поради тоа, често имаше проблем да се објасни добрата позиционираност на некоја држава, вклучувајќи ја и Македонија. Истрагата, која како што најави Светска банка ќе оди 5 години наназад и ги опфати и златните времења на Македонија. 30-та во 2015-та, 12-та во 2016-та, 10-та во 2017-та, 11-та во 2018-та. И годинава, како што знаете, невработеноста константно опаѓаше во секој квартал, така што очекувам тој тренд да продолжи. Сега кога веќе е известно дека избори ќе има, а за мнозинството граѓани верувам известно и како ќе биде нивниот исход, мислам дека до крајот на годината ќе продолжи овој тренд, а веќе следната година очекувам повисок раст на економијата, поголеми растови на индустријското производство, поголеми растови на сите други економски параметри. Високото рангирање на земјава на Doing Business беше еден од главните PR елементи на власта на Груевски за да се покаже економскиот подем како што тогаш се нарекуваше. Doing Business е извештај на најрелевантната економска институција Светска банка, изработен врз меѓународна методологија прифатена глобално. Тоа е причината зашто треба да не радува фактот што Македонија се најде на 10-то место во конкуренција со сите држави, вели министерот Миновски коментирајќи го најновото издание на извештајот. Деловното обкружување представува основен предуслов за развој на приватниот сектор. Наодите во Doing Business и годеа и на поставата на СДСМ која во јуни 2017 дојде на власт. Македонската економија е 10-та во светот, а 4-та во Европа за водење бизнис. Споредено со лани, тоа е напредок од едно место и на светско и на европско ниво. Најдобро се води бизнис во Нов Зеланд, Сингапур и Данска. Македонија нуди најдобри услови за водење бизнис во регионот. Далеку полошо рангирана е Словенија на 40-тото место. Следуваат Косово, Србија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија, Албанија и Грција. Најмногу заостанува Босна и Херцеговина, пласирана на 89-тото место. Тоа е спротивно на она што опозицијата долго време го најавуваше дека Македонија ќе уназадува во ова рангирање. Со одлуката за ревизија, Светска банка ги потврди сомневањата на експертската јавност дека нешто не е во ред со незините годишни рангирања и дека креира лажна слика за реалната бизнис клима во некои држави. Šta se stvarno dešava na tržištu, najbolje pratite preko anketa Privrednik. Znači, kada pitate ljude na terenu
sa čime se suočavaju, kakvi su problemi, da li postoje određene neregularnosti, da li su neke firme protežirane od strane države, da li se neki tenderi nameštaju, da li, pored toga što po zakonu treba da dobijete rešenje u određenom vremenskom periodu, morate da platite nekome, onako što kažu, ispod stola da biste ubrzali taj proces. To ne možemo da vidimo kroz ovaj indeks. Ревизијата се покренува најмногу поради укажување за лажирање на податоците во полза на Русија, Кина, Саудиска Арабија, Азербејџан. Но ако имало манипулации за едни, нема гаранција дека немало и за други земји. Истрагата е во тек. Автопатите финансирани со кинеските кредити ја надминаа цената од 1,2 милиарди евра, а делницата Кичево Охрид далеку од готова. И додека трае судскиот процес за начинот на кој беа земени кинеските кредити и како се договарани тендерите, наречен траекторија, Институтот за демократија изработи анализа за тоа како првично ефтиниот кредит стана многу поскап. Но во текстот се анализира и останатата цена на инвестициите од Пекинг. Хекура на Кифи. Deri në verën e kaluar, në daljet e Shkupit, pas pikës pagesore në Miladinovc, shoferët kishin dy zgjidhje: të vazhdojnë majtas drejt Kumanovës ose të ktheheshin gjathas kah Velesi. Tani ekziston një opsion i tretë i autostradës, Shtip. Autostrada e cila është e gjatë 47 km, kushtoi $309 milion, nga të cilat pjesa më e madhe ose 247 milion ishin huazim nga Kina. Ndër të tjera, 1 metër kub tampon mbi rrugë kushton $2200. Çdo centimetër i shtresës së poshtme të asfaltit kushton $106, ndërsa pjesa e sipërme $184. U ndërtua nga kompania kineze e ndërtimit Sinohydro, pasi vendi mori i hua nga Exim Bank. Kompania nuk u zgjodh në tender, po përmes negociatave të drejtpërdrejta nga qeveria e hershme e Gurevskit. Para se të mbaroj autostrada për në Shtip, ka një nyje tjetër, të qonë në rrugën ekspres për në Koçan. Seksioni drejt Koçanit po ndërtohet për momentin dhe pikërisht Sinohydro është një nga kontraktorët. Por për këtë rrugë për të cilën ka pasur tender dhe jo negociata të drejtpërdrejta, 1 metër kub tampon kushton $572, ose 4 herë më lirë sa ajo për autostradën për në Shtip. 1 centimetër shtresë e asfaltit të poshtëm kushton $54, ose 2 herë më pak se autostrada, dhe asfalti i sipërm kushton $70, 2 herë gjysmë më lirë se autostrada. Këto të dhëna frapante për çmimin real të autostradave Miladinovci-Shtip dhe Kërçov-Ohër, të ndërtuara me kredi kineze dhe me kushte kineze negociuese, nuk janë të reja, por janë harruar. Tani, Instituti për Demokraci i ka nxjerrë përsëri në Pah, në analizën e titulluar "Të shtyrë në Qorsokak, mashtrimi i kapitalet gërrues të Kinës për ndërtimin e autostradave në Maqedoninë Veriore". Dokumenti mbi të cilën punoi edhe studiuesi Zoran Naçev konkludon se nuk ka asgjë të diskutueshme në faktin se qeveria e Maqedonisë vendosi të marrë hua nga Kina, veçanërisht pasi interesat e tyre ishin më të ulta. Por ai paralajmëron se praktika e Kinës për të dhënë hua me klauzola që kontraktor të jenë kompani të rekomanduara e çon vendin në konflikt me BE-n. Начинот на кој што се овие кредити договарани е преку директно земање на кредит и врзување на тој кредит со фирми кои што можат да го имплементираат, односно да ги градат двата автопатишта за кои што се земени кредитите. Значи тука недостасува комплетна транспарентност во процесот, бидејќи договарањето на фирмите оделе како преку кинеската влада, со директен и амин на локалната кинеска амбасада во државата, што е уствари спротивно на сите оние вредностни процедури кои што се залагаме и зашто сега со почетокот на преговори со Европската унија ќе искочат како проблематични и немањето на никаква транспарентност во процесот, што на крај ќе видиме и според бројките ќе доведе до многу грешки во самата изведба, самата градба, на крај резултира со огромна сума на пари кои што државјаните на Република Северна Македонија мора да ги платат за тие автопатишта да бидат комплетирани.
Për shkak të procedurës jo transparente, mangësive të shumta në procedurë dhe klauzolave në kontrat, i pari që pëson është buxheti. Në rastin Miladinovc Shtip, rruga së paku është ndërtuar dhe nuk ishte kosto shtesë, por ishte gati 2 vjet me vonesë. Kërçov-Ohër fillimisht duhej të kushtonte $561 milion, por me anekset, çmimi i tij arriti në $772 milion. Pyetja është nëse kjo do të jetë e mjaftueshme, sepse ajo është në ndërtim e sipër dhe nëse realizohet afati i ri, do të vonojë 3 vjet e gjysmë. Nëse merren parasysh edhe kamatët, ajo që fillimisht mendoi të kushtonte $870 milion dhe të jetë në përdorim, arriti në $1.23 miliard dhe nuk ka mbaruar ende. Треба да се земе предвид дека грейс периодот за овој кредит бил 5 години, што значи дека првата рата е веќе стигната, имајќи предвид кога е потпишан договор, првата рата стигна годинава. Идејата позади автопатиштата биле во меѓувреме да бидат завршени, комплетирани, преку патарини и друг вид на земање на средства да можат да се исплаќаат самите автопатишта. Но, како што знаеме, автопатиштата се уште не се изградени, а веќе првата рата од 22 милиони е веќе стигната за наплата. Sipas ulumtimit, Maqedonia ishte në gjendje të merrte ua nga Kina për autostrada, për shkak të interesit të Pekinit për të investuar në vende që dolën nga rënja e socializmit. Ishte e para që e bëri këtë në Ballkan, pasi Kina ofroi hua në të ashtu quajturin projekt Rripi dhe rruga. Igor Novaković nga Serbia thotë se strategjia e Kinës është e qartë. Pa mislim da je to u stvari samo deo opšte strategije Kine koja je započeta sa projektom Pojas i put. Dakle, cilj je prva stvar da se diversifikuje sam novac koji Kina ima i kojim stoji u rezervama, dakle da se uloži u određene projekte. Naravno, da se isti novac vrati kroz povraćaj duga i kroz kamate koje će svakako doći. I svakako to je za upošljavanje kineske efektive na implementaciji projekata za koje su krediti dati. Por Novaković thotë se përmes ekonomisë, Kina po përpiqet gjithashtu të forcojë bashkëpunimin diplomatik me vendet në rajon. Ende nuk po imponohet si një opcion kundrejt BE-s, të paktën jo për momentin. Kina svakako svoje kredite i plasira zajedno sa diplomatskom inicijativom. Podsjetit ću vas, pre nekih 6-7 godina uspostavljen je forum 16+1, odnosno sada 17+1, koji okuplja 17 zemalja istočne i srednje Evrope zajedno sa Kinom i gde se u principu učvršćuju diplomatski odnosi i bliskost između Kine i ovih zemalja. Međutim, to je vrlo daleko od onoga što Zapadni Balkan ima sa drugim partnerima u ovom trenutku. Për mënyrën me të cilën qeveria e thershme negocoi huat për autostradat, në gjykat ende vazhdon lënda me emrin Trajektoria. Ish ministri i transportit Mile Enekievski, ish zëvendës kryeministri Vlado Peshevski dhe ish drejtori i rrugëve shtetërore Lupço Georgievski po mbrohen duke u deklaruar si të pafajshëm. Për të dyshuarin e parë, Nikolo Gruevski, vepra është vjetërsuar. Kështu që roli i tij do të mbahet mend vetëm nga bisedat e përgjuara, në të cilat pretendohet se dakordohet për përqindjen. Ti kako procent zboriš tamo ili kako brojka? Точно. Па, тие го спомнаа тоа и генерално се окей вакато. 5 на тоа што ќе понуди. Тоа зависи се понудата, ама понеги 15-18 се движало согласно некои проекти колку би... И ти прифата толку? Па кому кажеме ќе прифата, да. Не е тоа нешто. И на другото е толку. Да не е многу, ја? Да не се претерано и наштото. Одиме на уштедни реклами, пак ја видиме саботажата. Останете на осад.
Најавите за најразлични ревизии на работењето и преиспитување на потеклото на имотот директно влијаат врз нивното појавување. Тие секогаш успеваат добро да се прикријат. Затоа е важно вниманието да остане на адекватно ниво и да се направи квалитетна инспекција, бидејќи времето им е погодено, а тие добро скриени чекаат погоден момент пак да се закачат. Морам да кажам дека поради зголемените температури, крлежите се се уште тука. Тие не само што умеат добро да зачешаат и да цицаат, туку се способни да предизвикаат и посериозни проблеми. Затоа и треба да се инсистира на континуирана контрола, која треба да спречи елементарна сомнеж за нивно присуство и се друго би било израз на завист, карактеристичен за македонскиот генетски конструкт, која е типизирана зградба потикната од нескротливата желба за комшиската коза, во овој случај овца. Има овде, са викаат зошто овој оди напред, има трактори, едно, друго, работиме земја, имаме 100 хектара земја имаме. И са им е криво зошто ние одиме напред, они сакаат седејќи да спечелат, а седејќи никој не дава. Во таква неседечка ситуација се наоѓаат оние трудолюбци кои неколкократно се обидуваат да објаснат која им е целта и со кого сакаат да ги споделат насоките за да стасаат до неа. Ама во финишот, може би не по своја вина, ќе нагазат на непријатна мина. Македонскиот поранешен фудбалски репрезентативец и интернационалец Горан Попов го преземаме во емисијата Виспорт. Се наоѓаме во домот на фудбалскиот интернационалец поранешен Горан Попов во Струмица. 15 минути со Горан Попов. Што прави Горан Попов? Помогате. Ретко излегувам во град, тоа го знаат и луѓето кои што овде живеат. Тие што живеат таму и овде можеби не знаеле, но од сега па натаму веројатно ќе им стане појасно. Проблемот со лидерскиот идентитет и капацитет на водачот пак испливува на површина, па наместо тој да се фаворизира, таа улога на неверојатно експлицитен начин пред публика му се доверува на шефот на спортивниот табор. Дај Боже да спасите Зоран заедно и да бидеме флексибилни и да може да работиме. Ако така стигнеме, од двете страни да го постигнеме истото, а и вие тоа го свалите во делот на општеството, ние ќе бидеме држава Швајцарија. Кон таквото поведение не е исклучено да придонесува и риториката на партнерите која наспроти тврдењата за прифаќање на реалноста и изолацијата на тврдокорната мантра за предавство, развиваат нова теза според која не само што е платена висока цена, туку и продуктот е со неточна декларација. Некаде на крајот на 30-тите години од минатиот век, исто вака, оние кои подпишуваа пакт со Хитлер, подпишуваа договор со најголемата воено-политичка организација во светот. И на крајот, изгледа дека баш се е веќе речено. Тогаш ние ќе дојдеме во една ситуација во која што што сакав да кажам, кога и најлогореичните ќе останат без зборови, веќе навистина нема простор за дополнителен коментар, освен се разбира, подсетување на препораката за чување на доброто здравје на нацијата. Морам да кажам дека поради зголемените температури, крлежите се се уште тука. Се одјавувам на крајот на уште едно издание на 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да останете на Алсат и да ги погледнете и вестите на македонски јазик, а ние повторно ќе се видиме в петок од 22. Пријатно!